Албин Курти ги закопа 20 годишните лаги на Али Ахмети дека само тој се борел за правата на албанците во Македонија. Според познавачите, косовскиот премиер ги демантирал сите тврдења на лидерот на ДУИ дека лично тој донел некаков закон за употреба на албанскиот јазик во државава. Политичкиот аналитичар Люлзин Фаризи за Алфа вели дека најважно од пораката на Курти е да се свати дека Ахмети со години не ја зборувал вистината пред своите гласачи. Првим пораката на Албин Курти спроти Ахмети е тоа дека една за секогаш неговите лаги ги има подкопано со тоа дека цело време изјавеше 20 години дека има донесено закон за употреба на албанскиот јазик во Република Македонија. Албин Курти спротивно да го кажеше вчера. Првото дека закон за употреба на албански јазик нема воопшто, а тоа дека има еден закон за употреба на сите јазици во Република Македонија, вклучувајќи и употреба на јазици на другите народи кои не се мнозинство. Ахмети со заканувачка реторика најави дека албанците ќе станеле на нозе доколку Уставниот суд решил да го измени или укине законот за употреба на јазиците. Сосем спротивен став на ова има Курти, кој вели дека треба да се почека прво таа одлука за која што се надева дека ќе биде правична. Фаризија на ставот дека каква и да е истата, мора да се почитува. Ние знаеме дека Уставниот суд е независно тело во Република Македонија. Тој пред се е политичар легалист кој им верува на институциите. Исто случај имаме и во Косово, кај Уставниот суд беше навметнено политички, тој имаше големи реперкусии со тој Уставниот суд во Република Косово. Тоа одлука треба да се почитуваат бидејќи е институција кој го брани уставот и законот. Како и да таа одлука ние мора да ја почитуваме. Пред меѓувладината седница на Македонија и Косово, Ахмети лично побара од косовскиот премиер да разговарал со Мицкоски за оваа тема. Курти пак порача дека албанскиот јазик не е под никаква закана во Македонија, бидејќи ниту во минатото законот не бил ексклузивно за тој јазик, туку за јазиците на заедниците кои се над 20% во земјата.